мора да ги земеме во обзир за дискусија е самото образование. Јас во минатиот подкаст кажав дека образованието не функционира, не го дава тој резултат по завршување на формалното образование, дека неформалното образование не кореспондира со основното, односно културата не кореспондира со тоа формално образование кога децата излезат, дека по завршувањето на поземањето на диплома, магистар, сеедно студентите не се стекнуваат со тој вид на интегритет, барем не професионален интегритет, затоа што го земаат само за да може да се вработат или да бидат дел од тој клиентелистички систем. И сега во периодов што се наоѓа моментално главна дискусија е и самата промена на образованието, која што го начна министерката Царовска, со цел да се воведе критички елемент во самата едукација на децата со введување на неколку предмети. Сега, согласно нашето искуство што го имавме претходно, ние веќе подолг период, барем тогаш кога бевме во пленумот, се боревме против за лошите реформи. И се обидувавме да се воспостави не само да се стопира екстерното образование, туку се боревме против генерално лошите реформи што се воспоставуваат во образованието и сега. Сега и тогаш и денес. Сега моабетот ми е во тоа што тогаш успеа некоја да се пренасочи битката дека била само против екстерното тестирање, што не беше вистина, тоа беше само причина, или тоа поводот беше многу поголем. И некако уште од тогаш до ден денес работите не си имаат сменето, туку само си имаат изрелативизирано, си имаат омекнато, се создаде закон за млади, се создаде некој УКИМ, се создаде студентско собрание кое што колку толку ќе повикаме гостина да ни каже во наредните подкасти за образованието што се они имаат сработено како студентско собрание, што е се замислата, што има визијата, председателот ќе го викнеме. Меѓутоа немаме никаков ефект. Се повеќе тонеме образование во пред се мислам дека ние имаме критичка мисла, меѓутоа никој не сака да ја слушне критичка мисла. Прашањето ми е зошто образованието кога го завршиме не кореспондира со животот после образованието. Зошто сметате дека дали имаме некритично размислување, дали луѓето се стекнуваат со интегритет или пак влегуваат во системот на клиенти, според мене што се случува, и да видиме докај сме во битката за борбата против лошите реформи, што се пак ја и Кире како ранешни пленумци, имаме мислам дека доволно кредибилитет да збориме. И ако секој од нас нека започне да каже докај сме со стоп во битката за лошите образовни реформи, моментално Царовска не воведе нов систем. Претходно беше одбиен тој на Петар Атанасовски, ако ми се чини министерот. Во време на ВМРО се боревме колку што можеме да направиме некоја промена, меѓутоа се промени само владата, не се променија политиките. Кога наследивме системот претходно кој само се го продолжија. Да прашам генерално што мислите вие за образованието во држава, што мислите вие генерално за образовниот процес како таков и ставовите и новите предмети што се воведуваат генерално, дали мислите дека сексологијата ми се чинеше дека како се казва сексуално образование, јогата како беше, сексуалното образование, да јогата и некои други предмети што според мене мислам дека се баш нема никаков ефект да постигнат. Спојувањето на предметите. Образованието кај нас, за жал, со самото тоа што ние сега сме приморени да дискутираме вака јавно, можам да кажам дека веќе влегло во дискусијата на препукување и дневна политичка дебата. Јас со мојот пријател Саша, бидејќи многу често сметаме дека образованието е клучен фактор во многу посериозни општествени делувања. Значи не е само образование поради образование, како што мислам дека го земаат здраво за готово. Тука ќе го прилепиме, овдека ќе го заштрафиме, овдека ќе го подсобереме. Тоа се само лепенки и до сега секогаш образованието било жртва или на лепенки. Зошто? Има недостигна визија што сака да воспостават? Зошто никогаш никој не се издигнал над тоа како ќе има одреден бенефит, дали политички, дали личен, дали никој не го земал во предвид општествениот, културолошкиот и цивилизацијскиот напредок на државата
преку едно образование. Што сакам да кажам? Например, кај нас е многу интересно дека ние мислиме дека позајмуваме идеи од некаде, тие идеи позајмени доаѓаат тука кај нас како веќе готови продукти. Имаше порано, не знам, Кембридж образование, учебници преведени од ваму, учебници преведени од таму, и тоа е многу симптоматично заради тоа што тоа е како мене да ме натераш, зашто во Тајланд се учи тајландска историја. Јас да учам тајландска историја, зашто во Тајланд се учи тајландска историја. Без при тоа, ја немам ништо против тајландската историја. И земав како пример дека ја мислам таа тајландска историја да сакам да учам да дојде како еден природен процес во мене. Образованието никогаш не направило услови да јас самиот бидам само иницијативен да стигнам до некои своји заклучоци и до некои своји мотиви и желби да ја да посакам нешто да правам. Секогаш било наметнато или од згоре надоле тука или од надвор кон натре. Со тоа се става многу ниско мислење на луѓето кои што се тука, дека они мора да бидат водени, они мора да бидат оркестрирани. Точно, има некои цивилизации што се подобри од други цивилизации. Меѓутоа, сите цивилизации не се подобри во се од другите, како што например кај нас тука. Тука има историја, има подлога каде што може образованието да дојде како автентичен продукт. Заради тоа што многу луѓе се фалат дека Климент и Кирил и Методи потекнуваат од овие поднебја. Главен фокус нив им била просветата, значи образованието на масите, на луѓето, општо образование. Сега тие се луѓе кои што имале такви визии за поднебјето на овие простори. И сега ти да кажеш дека таквиот еден след на настани не може да инспирира квалитетно нешто автентично од тука, туку мора да земеш од Лапонија, буквално смешно, нели, од кај што е Мраз, Трпинска, пародиша малку, дека од таму мораш да земеш нешто и да го адаптираш на тука. Да, ние живееме во глобално село, меѓутоа тоа е веќе мешање на работи кои што природно не би се смешале. Природно процесите не би се смешале така. Ако се позајмува нешто од некаде, треба да се види што е доброто што се позајмува. Импулс не може да се позајми целосно, 200% да позајмиш. Тоа не може, тоа е како да... Да, знаеш, ако она вели дека, според незин некој став, не сме ја прашали нормално, меѓу тоа што го пуспе да го прочитам, дека треба има промени образованието. Она сакат за тоа да го спроведе критичното размислување. И сега, мој став, а веќе те прашам и тебе, дали мислиш дека со тоа само потврдува дека до сега тоа што е во образованието дека само по себе не дава никаков резултат, дека не е проблемот во тоа што критичната мисла не постои. Постои, меѓутоа таму каде што треба да се спроведе, не ја спроведува. Хронолошки, претходно пред нејзин имале други министри кои што спредувале, речеме Петар Драновски, зашто неговата визија не успеа да спроведе, а успева да спроведе таа Мила Царовска. Дали се крие некоја политика, дали Царовска, која е визијата на Царовска, не можам да разберам со тоа што критичната мисла постои. Баш затоа што ние ја критикуваме во тој момент, она сама себе се негира, значи критиките чим стига до неј за толку многу народ, значи критичната мисла постои. Меѓутоа таа е таа која што не сака да го слушне мислењето на народот. Туку таа сака слободно да тера свој игнорантски пристап, каде што не е дел од елитата, дел од министерството, кој што на насилен начин го спроведува својата реформа. И она никога велиме, не, ова е проблема, значи место се воведе сексуална улога, да се воведе етика, да се воведе некој начин каде што пред се не само образованието, туку е Министерството за култура, зашто не можеш да оправаш еден сегмент, да не го оправиш другиот сегмент. Кај нас во држава според мене темелите се разрушени. И за ти, ако во образованието, кога ќе излезеш од него, настана и после завршувањето на образованието во тој временски лимит, ако не увидиш дека тоа што си го изучувал, се втемелува во општеството, туку постојано се пропагира криминал, преку музика да се пропагираат лесни девојки, жена од султана, два бона, не знам се, не е битно. Повторно се вредности кои што не се
на место согласно моралните норми, меѓутоа дискутира дека критичната мисла не достига, не недостига, туку целиот систем треба да се спои, треба да се направи визионерска слика како да се промени нешто. Не можеме ние да менуваме само образование и да збориме дека ако смениме видово во основното образование, дека во средно ќе се сменат работите готово. Дека на факултет готово се работи. Не, ние имаме кадри, а тој голем од кадрите се вцелуваат од држава, затоа што нивната критична мисла, нивниот интегритет е нарушен, што успеале да го стекнат. Во обзир, друга мисла, која што не нужно значи дека е против, туку дека е за нешто за, и сака да направи нешто. Што сака да кажа? Ова ти што го правиш сега е многу метод на диагностицирање. Значи диагноза нели тоа е медицина земено, а тоа го користи Емил Зола. Значи он вика дека општеството е болно на умирање. Значи ти сега нема потреба колку ше повеќе аргументи да додаваш, лешот да речеме е на операционата маска. И не ја спорам личноста на Емил Зола. Тоа сакам да кажам. Туку политиката која што се говори врз основа на тоа. Дека веќе образованието како дел од целото општество, образованието како еден орган на тој леш, општеството го земе како еден леш, како што вика Емил Зола, на мртовечка постела е ставено општеството. Што значи тоа? Тоа значи дека ние само сега го шминкаме лешот, го китиме лешот, му ставаме венчиња, овакво, со цел да изгледа дека не е леш, дека е некако жив. И јас затоа реков дека затоа што позициите на луѓето се минливи. И денес ќе овој министер, утре ќе биде оној министер. Проблемот во Македонија е што очигледно дека без разлика дали се 2 партии или 5 партии, колку не знам министри од осмостоањето имало, 10 нек имало, не знам, карикирам, 7, 8, нешто така. Во ниту еден не се гледа различно нешто. И тоа е проблемот што го диагностицираме. Зошто не се гледа нешто различно? И ние сега диагностицираме дека општество е на умирачка и сакаме да дадеме од желба, го спомнати тој студентски пленум и тие средношколски протести и тие работи. Тие протести од различни причини биле. Јас можам за мене да кажам што се случило. Јас една од причините за тоа што бев среќен и мотивиран да излезам на протестот тогаш, беше дека ми беше смачено од секојдневието што го гледав во образованието. Сите такси што ги плаќавме, третирањето што ми го правеа. И јас викам, јас излегувам заради тоа што мислам дека ова може да се смени. Гледам дека не може да се смени со разговори, на рационален начин, се користи да речеме метод на протест. И тоа беше тоа. Кој како се искористил, што се искористил, било како тоа е тоа. Не е битно, меѓутоа дека човек автентично да го натера некој на протест, сигурно има длабока мотивација и причина. Длабока или очигледна. Очигледната причина за мене била, а и моите, да речам, врсници тогаш, што сите протестиравме, верувам дека 90% од луѓето знае дека лешов не чини и затоа излегува. А не излегува ради лични некои си користи, онака. Тоа лична корист што после тоа се провлече, направи да се исела тебе да речам луѓето или да се разучара, дополнително да ќе претвори се целува направи. Да. Заради тоа што они каирос, значи тоа на грчки значи opportune moment, значи момент кој што ти се дава, тоа ти е даден момент. И во тој момент пленумот бил каирос, каде што луѓето очекувале дека со тој изблив нешто ќе се смени во општеството. Знаеш како? Нормално дека си разочаран, ти кажеш дека каиросот ти е украден. Каиросот се работеше затоа што се работеше на законот за високо образование. Се бидува некако да го влезат во институција, бирократска процедура и дискутира, правеа, се донесе, мислам дека се донесе. Меѓутоа немаше никаков ефект. И сега ти заодно носиш ти закон, кога ако нема ефект, ако ти не најде место во својот секојдневен правен промет, тогаш тоа представува само популистички пристап, каде што успеа да го задушат, да го релативизираат, како што ќе кажам, решението што требаше да исповеда. Малку ќе избегам од тема. Легализацијата на марихуаната
например, кога се легализираше, никој не велеше да, ама сите тридат кај еден човек, разбираш туку да биде тоа автентично може да се случува во други држави. Мислам дека Саша ќе се сложи. Легализација на дрогата е. Да, мислам дека Саша ќе се сложи. Овие работи што се случуваат во образованието, како што реков Лешо. Значи Лешот е последица, а Јени Узола баш живее во едно такво време, кое што време е познато од историјата, затоа што историјата е таа која што суди. Еве сега нели имаше во Америка протести и некој рекоа не може медиумите или не може моменталните луѓе да кажат крајен суд или крајна анализа за ова, туку историјата не само што не прогресира, еве тој збор го сакаат, не напредува, не станува подобро, туку дека напротив регресира, односно декаденција му се случува. Значи веќе пропаѓа. Декаденција пострашно е процес пред пропаст. Образованието, за мене образованието го земам како најцрвена точка што сите години. Меѓутоа тоа се случи во други сегменти. Да, ама во образованието многу е очевидно. Да, тука беше, како што беше и правата на жената, на работничките за сексуалните работнички, што е. Тоа е исто декаденцијата, да. И сега разговоривме што образованието е декаденцијата се случила, само сега ја гледаме во нашиот историски момент. Ама знаеш како? Образованието потекнува се од таму. Кадрите, цела држава се креира преку образованието. И ти ќе удриш дека образованието уште полошо да стане. И ти да си несвесен што своите политики што произведуваш, ти одиш, како што кажете, уште подобро. И за тие удрен така ќе треба да најдеме ние решението. Ние не можеме да најдеме решение, што ние кадрите уште толку ако биле лоши му се кадрите, според неизе, на нешто лошо полошо. На нешто лошо кога му ставиш уште полошо, не може да оди кон така. А сушност ние добри кадри, уште ти ги задушуваш затоа што не слушаш нивната мисла, нивната критика. Они тоа го сметат како навреда или како захана, а не го сметат како конструктивна. Конструктивноста, да. Не ја сметат тоа како. Тоа значи дека ние во општеството, ај не сакаш да му кажам, не пак имиња на луѓе. Тоа значи дека нема култура на демократичност и слушање на различни мислења. Тука сакам да прашам јас Саша, јас ќе го вметнам него во дискусијата. Нели збориме за Зола, овакво за декаденцијата. Не знам дали не се подготвувавме пошто не слободно збор. Концептот на Бориса не се подготвуваме, ама да, не сме дискутирале многу можеби на оваа тема. Можеби да даде малку, пошто он е сепак геополитичар, да даде една детална анализа на тоа што јас го начнав како декаденција и како можеме да го видиме кај нас тоа. Што значи тоа? Вака, вие сте на длабок начин зафативте, начнавте два проблеми. Првиот проблем на нашиот пат, кој е похален, зашто за кратко време успеавме од едни висини со кои што го воодушевиме светот, мислам на Источна Европа во целина, па и на Македонија. Ако видиме, например, какви се постигнувањата од 20 век, за кратко време успеавме да паднеме во едно дно, во едно блато, каде што можат, јас се плашам дека утре ќе носат деца на екскурзија овде, иначе не покажуваат како некои нови неандертралци, кои што до вчера учествувале, не знам, во некоја врвна војна индустрија, во некои вселенски походи. Постапокалиптичен филм ќе биде. Значи, како успеале за кратко време Македонија, например, Пупин е го потекло од Македонија, како успеала татковината, прататковината на Пупин, да дојде до тоа децата да учат јога и пилатес. Од друга страна, прашањето за болеста на организмот е исто клучно прашање на сето човештво денес. Зашто што сето човештво страда од немање визија, перспектива и одговор на главното прашање кој е смислата на нашето постоење, кое е прашање во сите епохи, сите религии и сите образовни концепти од антички Египет до денес. Сега, значи, да се вратиме прво на прашањето за нашиот епохален пат. Како би можеле тука да се скопчаме до светот и да видиме каде е светот денес. Македонија има континуитет од едно 150 години на јазик кој што е народен, близок на јазикот кој овде се зборува,
значи едно 150 години на ненаметнато образование. Од екзархијата, која што, значи, каква таква сепак дала генерации на комити, војводи, просветители, учители, даскали, преку сиот на југословенски период до денес. Од екзархискиот период е познат еден човек, дипломат, научник, енциклопедиски широк, Антон Радев, кој што на едно место во своите спомени вика, инаку дресен, вика дека ние, кадрите, екзархиски, револуционерни, влијаене на младотурците во нивниот револуционерен замав, да се отворат кон европските традиции, да се отворат кон европските автори, од тип на Гистав Лебон, например, еден значаен автор од времето на Зола, и неговата критика на масата, за кој што уште треба да говориме во нашиот контекст, но оно што е значено, без овие македонски или балканско-словенски влијанија, младотурците никогаш не би го добиле тој идеолошки предуслов. Значи, таа идејна енциклопедиска надградба нужна за да станат онаа сила која што ќе влијае каде? Ќе влијае на територија, на денешен Ирак, на денешна Либија, на денешна Палестина, на денешен Јордан, денешна Турција и Балканот од Дрина до Едрене. Значи, дали можеме да замислиме македонски кадри кои денес влијаат на Либија? Апсолутно, тоа е научна фантастика за нас. Кои денес влијаат на... Знаеш како само ќе да прекинам. Ова што го зборуваш ти е совршено добро и јас те разбирам. Меѓутоа се обидувам да дадам некаква конекција со сегашноста што живееме. Падот. Да, он Тоа е страшниот пат. Што разбираш ти, немаме, за жал немаме визија за како да се представиме на другите држави, со дошла нашата ќе изгледа да биде подобра. Мислам дека постојано се ставаме во инфериорна улога и во улога да бидеме потчинети, како ќе каже тој што е чадорот, посилниот, така ќе правиме само ти помогни ми да останам местна власт. Свиена. Така се тоа што ВМРО правеше со името. Каде си тука, ние ќе бидеме се добрите, веќе како сме на името. Ние нема се бунтуваме, им правија услуга, така и СДС само прави моментално со чадорот. Ние си имаме чадорот, си ги имаме бизнисиве, си ги имаме соработките со бизнисмените. И сега работа е зошто ако еве да речеме образование, во образованието они немаат потреба да го уништат. И тоа тука се покажува способноста на самата партија или на политиката што спроведува. Упорно ни ВМРО, дуи еве со нив, во СДС, дуи заедно со нив, не успеваат да најдат соодветно решение, туку упорно образованието прават систем на бирократизација како да вработуваат само административно. Учителки со преку пазица книжка, пикај ги во од прво до четврто. Од пето до осмо пикај ги кај што можеш, у седмо пикај ги кај што можеш. И упорно не создаваме кадри, туку тие кадри што се истакнуваат во генерацијата, по 4-5 души обично, кога се обидуваат да дадат начин како се изборат против оваа декаденција, они се згаснати, угушувани, се ставани во ситуација сами да се откажат на крајот. Ја бев нели у тоа дереже и ти си мислил дека на мој период беше. И не можеме да најдеме позитивна мисла како да продолжиме, да продолжат тие се борат. Меѓутоа единствен начин е само да дадеме интелектуален отпор. А што не можеме ништо да смениме. И дури да го кажеме ова на Царовски, да го слушнеме, да нема никогаш да изреагира. Тоа е најсежалосното, меѓутоа можеме да ставиме за во иднина тие што слушаат, се надевам, да имаат барем малку представа дека имало борба, не сме се откажали од ништо. Не викам дека ние сме тие што ексклузивно правило да биеме авангардата, меѓутоа имаме критичен став. И сега се обидуваме да елаборираме во подкастите што ваѓаат со други гости за образованието, зошто образованието е катастрофално и зошто тие реформи што треба да се спроведат, они се плашат да ги спроведат. Веќе мислам дека они не е дека не сакаат, туку се плашат да спроведат добра реформа, за да додат кадри. Во утрената што има по тие четворица, што се сега да речеме во генерација подобри, вако човекот таа брка се зголеми, да речеме четворица на 10 души. И поголеми повеќе опасност има во они да падат од самите своји реформи, затоа што како што спомнати политиките на Царовски че дека други води, не е тоа туку така само. Крајната фаза на тоа што го нарекол декаденција е дистопија. Значи, дистопија е ти тоа што го опиша. Сега ти, ние кажуваме дека во декаденцијата, како Саша тоа го објасни, значи дека имало нешто. Од декаденција мора да има нешто за да се падне од тоа нешто. Да.
тоа нешто он сака да каже дека имала некоја си форма на цивилизација. Јас спомнав Климент, он спомна период на екзархија во време на македонско просветителство, да речам, македонски преродбеници. Да, преродбеници. Тоа се малку порано. Или да речам во една поранешна држава во која што Македонија била Југославија, дека таму сепак, какви да били историските околности, не биле сјајни, меѓутоа дека има одредени цивилизацијски придобивки. Гледав еден документарец на МТВ телевизија, снимен пред неколку години, во Кина. Наша екипа отишла во Кина. И го прашуваат еден дедо од Кина, дали знаете крај на Македонија? Дедото вика, како да ми збориш за нешто сосема што не го чул никога. Да кажи. И вика, не. Вика, меѓутоа се сетивме, вика, и веднаш ме спомнавме Југославија. Вика, да, се сеќавам. Тоа е кодот. Тоа сакам да кажем дека од момент каде што стварно има препознавање, ја не сум југоносталгичен во тој контекст, меѓутоа треба да се согледа реалноста. Имале афирмација на време, што се изгубиле сега. Имало нешто кој што и тој Климент тогаш, не може од светот, ама од цивилизација, од историска има афирмација. Или тие преродбеници, не од тогашниот свет, ама од историјава има афирмација. Сега како што реков историјата да ќе суди, што би судела историјата во дистопија? Значи, во декаденција. Би кажал дека е декаденција. И затоа ти што кажа дека бирократската класа која што е во државата не се интересира за дали ќе биде подобро или полошо, е одлика на дистопија. Има многу дистописка литература, знам дека многу млади луѓе сакаат да ги читаат тие дистописки книги. Јас преку таа дистописка литература сум навлегол повеќе во научна фантастика после тоа, но што е одлика на едно дистописко општество? Дистопиското општество е несвесно за штетата што општо ја прави. А тоа е како во Франц Кафка во Замок, во неговата книга Замок. Таму постои владата, односно замокот, односно градските локални власти, меѓутоа како да не се инволвирани во животот на луѓето, како да се алиенирани се вика на отуѓени од страна на луѓето. Така да исто и со, например, колку дебати на телевизија и да направи. Тие дебати на телевизија се исто како што во Кафка во Замок во селото кога се дискутираат во кафанчето таму во локалната местенца во тоа село заборавено некако. Сега, значи бесполезни би биле дебатите, зашто суперструктурата се стои. И сега ние таму кај Кафка гледаме како систем, како тој човек се губи. Тој што го гледа тој систем. Така и ние се губиме. Значи, сите ние сме такви мали протагонисти во дистопијата. И сега што се случува? Значи, кога имаш дистопија, и како што реков, закрпувањето, прави, се гори, ама тука балку не гори. Значи, не е тоа стално. И ниту еден обид, што ја мислам дека се прави, не се прави за стварно да се направи нешто. Тоа е дистопијата. Значи, секој обид се прави залудно. И тука не се навлегува заговорнички дека се прави залудно, туку дека самите... Истрошена, извини само. Да. Истрошена е силата на организмот. Да. Ние веќе имаме стар организам. Да. Значи, организам кој веќе 150 години минува, ако гледаме и борбите против патриаршијата, имало и тука некои школски едукативни елементи, овој организам веќе е истрошен и има потреба од нови сили. Борис спомна, значи, тие неколку кои отскокнува. Ова е многу важно прашање. Ние овде имаме судир на две парадигми, вертикална и хоризонтална. Вертикалната, која има за цел развивање и создавање на врвни личности. Значи, тоа е цел. Ни сите цивилизации... Кој што може да го менуват општеството. Така. И да вода. Това е целта. Борис сака да каже дека газија не уби. Он е разочаран зашто не ги гледа. Ова
може да даде само вертикален образовен систем, кој што постои во разни држави, но е некако скриен, задскриен и не е отворен за сите. Значи, елитата која и денес постои во водечките држави на светот, не се образува на исти места, каде што се образува, ајде да не речам масата, но масовниот дел од населението. Точно. Значи, мора да постојат некои академии на одбрани, како што постоеле во Ренесансата, например, со Фичино, во Фиренца, кој што создала цела една елита во Италија, во Франција, сите оние катедрали на кои што се одушевуваме, сите оние уметнички дела, не се создадени во образовни институции за масовното население, туку за одбраните поединци. Не одбрани во смисла на пристап, по привилегии, по врскење би рекле, по роднински, например, поврзаности. Не со малограѓански елементи. Не со малограѓански елементи, туку. Со расудување. Тука е важно, значи, да се спомне поимот на Паидеја. Паидеја е елинското, старогрчкото сваќање на образованието. Се должам само. Бод маленци што брат, брат, што ќе завршувам школа, кој знаеш дека само не треба диплома. Това е декаденцијата. Таков одговор, да. Тоа таков одговор од млад човек, тоа сакам да кажам. Саша сака да го каже ја го анализирам хоризонталниот пристап. Значи он што го каже. Што е тоа? Одговор од човек. Што ќе учам? Сите се исти, се е исто, нема смисла, нема промена. Може да изусти човек што се наоѓа во декаденција, не он, туку што се наоѓа во средина на декаденција, окружување на декаденција, или дистописко окружување, каде што, еби пак Кафка ќе го спомене, во процес, надежта е положена дека можеби во овој суд, можеби кај оваа комисија, можеби кај таа комисија, ќе го најдам спасот, ќе ја најдам вистината, ќе најдам логиката, разумот. Може безкрајниот лавиринт на безкрајниот лавиринт. Безкрајен лавиринт не е одлика на квантитетот, нема квалитет. Да. Безкрајен лавиринт не е одлика на здраво општество. И тоа се гледа, затоа мене ми е многу близко образованието, затоа сакам да разговарам, затоа што болестите на општеството најмногу се присутни во тоа образование. И сега дебатата што имаме ние, наместо да имаме отворено, имаме проблем со образованието. Ние одиме, немаме проблем со образованието, ама нешто ќе смениме. Ти менуваш нешто, имаш проблем. Да, недостигна визија огромна. Значи, кажуваш дека нешто не чини, а исто време браниш и дека чини. Не можеш да држиш две тези паралелно. Това е контрадикција, се вика во логика. И ние сме и контрадикција, повторно одлика на дистопија. Значи нема некаква си логичен след на настаните. И затоа луѓе кои ќе кажат дека ние многу често сме ги анализирале приватните универзитети. Јас сум се бунел, тоа ми е огромна логичка збунка. Сум му рекол на Саша, како може Харвард, MIT и уште неколку приватни во светот да бидат приватни најдобри, а како може кај нас приватните да бидат шљам? И сега муаветот е како сега ние да земеме од надвор приватни, како што е од Финска земеме се. Еве да земеме концептот дека приватните се подобри зашто тие се најдобри на Шангајската листа. Ако земеме најдобри приватни од надвор и речеме дека сега приватните се најдобри, а тука гледаме дека приватните се најлоши, што сме земале ние? Како, значи сме земале концепт дека приватното е подобро, ама не се гледа дека е подобро. Да. Тоа значи дека не можеш тоа да го аплицираш тука. Не можеш тоа работи. Само она не гледа дека образованието во Македонија е лошо, не да врзам. Не образование како предмети што изучуваме. Значи ти кажеш 1000 предмети, ги ставиме за етика. Стави 2, стави 1000. Да, нема да промени ништо, затоа што тоа го зборувам цело време. Луѓето, младите, кои скачаат од образованието, кои им завршува предавањата, они не идуваат на друг систем на функционирање. Од таму произлегува тоа, брат, што ќе завршувам факултет, не ми требава ништо, можам да се влезам преку партија и да земам, затоа што се пропагираат постојано тие кафански политики што ги зборуваш ти. Таа е таа прагматика што спроведуваат големиве политичари. Они не гледат визионерски, не гледат парите ако можеме, бизнис тука, тендерче ваму, тендерче наму. Они гледат, Ако така гледаш, ти не разбираш
Зашто си, што викаше мојот професор, еднаш излезе исто јавно го кажано, Ристос Лунчев, државата се доживува себе си во квази вечност. Во квази вечност, да. Квази вечност значи дека ти мислиш дека никогаш нема да заправа. Да. Меѓутоа, не разбираат дека со такво деградирање секоја декаденција има крај. Така. Ти не можеш вечно да си во состојба на декаденција. Мора да се сруши тоа. Да. Значи мора да издекадентира до таа мера каде што веќе не може да се одржува. А привидот е дека може да се одржува вечно. Не може да се одржува вечно. Нешто што е трудо мора да згине. Ние имаме проблем со тоа. И денешното општество има проблем дека некои работи се минливи. Дека мора да исчезне. Знаеш како они сега веќе се елитите зборам, политичките елити СДСМ на ВМРО се научени из праксата како да го узурпираат цел систем. Узурпиране, брати, многу е тешко да се спроведе. Ова е мал зрак со бидом јас да воведеме со оваа иницијатива да правиме платформа за некако да успее таа слободна мисла да излезе некако. Они се научени како да го потиснат, да го гушат мислењето на човекот. Например, јас сум запознат, вие сигурно сте запознати, меѓу нив сте и вие двајца, луѓе кои што имаат неверојатни умови, кои што неверојатно се обидени да го искажат своето знаење. Меѓутоа било кажано, сега утре или како председателска, дојде да разговараме, ми се допира твоето размислување, ќе те стави во филпад на Надеж, дека нешто ќе се смени, после само ќе те рече, важи ќе сега утре ќе те препрати преку 16 човек, што е, не знам, Санела, не знам, у кабинет и ќе ти рече, ќе те барам понеделник, ќе цело време така и така. Она ќе ти рече пред тебе, пред публика дека многу ми се допаѓа. Според мене тоа е само една обична PR стратегија, како да избегнеш проблем за решавање. Нејзина цел е само нејзина цел. Луѓето што доаѓаат, министрите што доаѓаат, како што веќе нема промена, е само се зголеми личниот профит. Значи нема, се повторувам со тебе, меѓутоа се обидам на друг начин од друг аспект да го елаборирам. Немаат начин да спостават идеја, затоа што они како кадри не се доволно добри и соодветни за да бидат на таа позиција. Ама партијата ги мести преку таа партија не стига на таа позиција. Била Царовска во Норман Усов не би била министер, а прашање да би била политичар. Исто така го зборам и за Мицковски, и за Заев, и за другиве политичари. Тие во Норман Усов они нема да бидат политичари, зашто они нема доволно знаење и искуство за да спроведат. Они освен бизнисот што го водат дома и прагматиката, они немаат никаков интелектуален теоретски да не достига што го има во факултетот што го изучувам. За ние да можеме во пракса да викат, ние немаме доволно пракса. Ни треба пракса, теоријата, многу теорија. Да учиме факти деца. Ама не е погрешно. Ти не можеш да одиш во пракса ако не учиш теоријата. Нема да можеш зошто се спроведува тој закон тука. Зашто постои баш тој да. Ме разбираш? Зборам. Значи ти во теорија не разбереш филозофија на правото. Ако ти не разбереш зошто правото постоело, која е генезата на правото, христијанската револуција што постоела, зошто тој закон постои таму, зашто се превел, зашто се мора да се променат некои работи, зашто се воспоставило да речеме забраната на пушењето, каде потекнало тоа? Минимални работи. Што се причините позади случувањето? Мора да ги научиш теоретски тоа. Мора да го разбереш. Да. Значи ние учиме меморизација. Имаме ние разум, што можеме да ги совладаме тие работи. Да, меѓутоа тоа е веќе сериозниот проблем кога треба. Значи не е критичкиот проблемот, зашто ние учиме патно меморизација, а не учиме со разбирање. Кога ја разбереме теоријата, во праксата е многу полесно. После да напредуваме. Меѓутоа во праксата, кога има луѓе што на пример полесно води праксата, потешко води теоретски дел. Меѓутоа во праксата го учат они практичен дел без теорија. Они не навлегуваат во тој морален аспект на правото, да речеме, јас бев практикувал на таа филма, па за тоа дискутирам. Подлабочина. Они не го разбираат практично, туку размислуваат, брат, тука може некоја пара плюс да се земе, кога ќе се соприе. Ако ставиме подзаконски, на декаденција. Некаде може како да се заработат пари на декаденција. Тука во праксата се засилува повеќе тој алчниот дел. Дека во теоретски дел ти го избегнуваш тој моралниот аспект на самата материја што учиш. Веројатно во секоја материја е тоа така. Не ме разбираш? Да. Ти како професор што си бил, например, ако не знаеш како тоа што ги збориш со овие примери, ако не ги разбираш убаво, ако не си ги разбираш што сака тој да каже, ако не си можеш да го преведеш тоа на децата. Да го компарираш, да го споредиш со нешто, да го презаме да го разберат. Значи, они како деца сигурно ќе го меморизираат, тој ќе научи да го прешаш зошто он го мисли, тоа може нема да знае. Меѓутоа тука не навлекува. Меѓутоа тоа е сериозниот проблем на образованието, еден од нив. Значи, зошто се учи по пат на меморизација, како да се воспостави учењето на разбирање. Тука веќе оди до кадарот на образованието, кадар што го воспоставува, наставниот кадар, дали е соодветен или не.
преку партиска администрација, мора да се знаеме земе како влегува. Мора да се земе во предвид една работа. Тоа што кажав дека јас не сакам да личи дека велам дистописката литература комплетно го отсликува тоа што се случува кај нас. Ја би рекол дека уште попародично, уште подистописки е тоа што се случува во реалноста. Фикцијата, реалноста е надвинала фикцијата, со тоа што фикцијата веќе делува млака по однос на бруталноста што ни се случува на нас. Да. И сега тие компарации се само дури да така да се пластично да се пренесе нешто. Меѓутоа, ако земеме да анализираме реалноста на нашето општество, како што реков Лешот, е дека е уште полошо отколку било која компарација што ја да. Значи ја ги дадов компарациите со цел да стигнеме до ова што сакам да го дискутираме со Саша. Значи, реално, ако зборуваме, живееме во општество кое што одамна веќе не се застапува за ништо. И тоа што он кажа со вертикалата е дека секој кој што гради просперитет на општество се држи на некаква основа јака, на некаков вредносен систем јак или на некакви принципи јаки. Тоа е споредбата меѓу Харвард, например, и МИТ и нашите приватни. Добро, да. Значи, овде имаме... Се слушах на фон, што многу добро знае за Вимерјан, јас се својо искуство. Не, ја конкретни работи не кажам, јас зборам како се гледа... Не, па збориме за образованието, што јас сум имал искуство, имам искуство ствари. Не, ја не викам дека е комплетно... Но ова е до некаде добро, не може да се поженува. За МИТ не можеме да дискутираме, меѓутоа Значи, ова и за образованието, да, приватното образование не е лошо, меѓутоа не е на ниво на кое што Харвард... Не е ли тоа ниво што дискутираат другите? Да, ние го земаме примерот, тие приватни за овие приватни. А тоа не значи дека самото тоа не Не, пазите, ако 90-та година е година нулта за Источна Европа и за Македонија, тогаш било кој високошколски систем и било која институција конкретна, приватна или државна, е каде подолу во однос на 90-та. Ова не беше само за Македонија, и не само за приватните. Да. Значи ова важи за Руска Федерација, например, која со години се обидува во Скольцово, во Подмосковје, околина на Москва, да создаде еден центар кој што би бил еден истражувачки центар во кој што би се истражувале дигитални технологии, например, нешто како ЦЕРН, руски пандан на ЦЕРН, и некако не оти. Да. Значи, што би била детска игра за Советски сојуз, за денешно, а постсоветска Руска Федерација е тешко стварно. Што кажа да споредувам Харвард аналогијата со... Значи, зошто Америка, Северна Америка, англосаксонците се успешни и зошто на Шангенска листа имаме, например, десетина чисто англосаксонски универзитети, значи не само источноевропски или балкански, нема германски, нема француски. Значи, нема Сорбона не ни постои после 68 како целина, туку Пари 723. Да. Хајделберг го нема, меѓу нив, ми се чини беше меѓу првите Минхенски технички универзитет нешто. Значи, ги нема овие философско-обществени дисциплини германски, каде се централноевропските, австријски, унгарски, полски. Значи, овде имаме универзитети кои се 8 века стари. Италија кој ги има најстарите. Ја нема меѓу првите 50. Англоязичните земји, кои веќе неколку века постепено се издигнуваат на врвот на тој синчен на исхрана, ставајќи и сите други, значи и западноевропските, средноевропските, латинските, германските, словенските, неиндоевропските земји, далеку под нив. Ние со нешто земаме еден елемент, например фактот дека таму постојат приватни универзитети и ова го ставаме во нашето веќе дегенерирано општество, исцрпено, остарено и во секој случај многу поблиско до тој леш, отколку до еден здрав, витален, способен организам да даде конкретни одговори на конкретни предизвици, со тоа ставаме уште поголем хаос, уште поголема конфузија создаваме, не свеќајќи, например, дека генеалогијата на еден Харвард, на еден Јейл, е во пуританските корени на англосаксонците. Значи, ние имаме до срж материализирано општество
и ги земаме некои елементи од нивните пуритански корени и ги пресадуваме во едно ткиво кој ги отфрла. И сега овде ти спомна, например, добро уочи дека нашата, ајде да ја наречеме политичка класа или раководен слој, нема афинитет, јас би рекол, кон талентираните. А нема афинитет затоа што самата, јас би рекол, има одбивност, затоа што самата не чувствува никаква сродственост, никаква близкост, никакво единство со овие луѓе. Платон во повеќе диалози ја Спомна спомна... преска па идеја, нели? Да, ќе дојдеме до идеја, само која е природата на денешниот раководен слој, кај нас е многу битно да се свати. Платон на повеќе места во неговите диалози спомнува дека ние треба јасно да ја сватиме содржината, да го дефинираме поимот на образованието, на знаењето, на мудроста и која е разликата меѓу човекот кој што води други мудри луѓе во осознавање на мудроста и, например, еден ловец, еден трговец, еден воин. И ова е посебно, например, во неговите средни диалози, Софист Протагора, каде што јасно укажува, например, во Софист, што значи рибар. Рибар е, например, човек кој што се занимава со собирање. Сега, под собирање се подразбира конкретно ловење. Под ловење се подразбира конкретно ловење на живо, на нешто живо, например, на рибите. Сега, дали слично мудрецот спаѓа во категорија на собирање на луѓе на кои што им е потребна мудрост. Значи, како што рибарот не ги лови сите животни, така и мудрецот не ги бара сите луѓе. Дали во оваа категорија на тие кои што им се потребни знаења, вештини, мудрости, што се сосем различни категории, мудрецот ги бара сите или ги бара оние на кои што баш конкретна мудрост е потребна. Елиминирајќи десетина разни категории, доаѓа до многу тенка категорија на луѓе на кои што им е потребна конкретна мудрост, конкретна можност како да станат подоблести. Како да станат нешто кое што утре би можело да води некои други. И врвот на ова размислување е во диалогот државник или политикус оригинал, во кој што водачот на државата, ние овде би можеле и мудрецот да го ставиме како водач на мудри, е кормилар. Кормилар на лагја, кој што има специфични знаења, кои што не се слични на знаењата на обичниот морнар, не се слични на обичниот веслач, не се слични на куварот, например, на бродот, значи мора се да има. Туку се посебни во смисла дека тој мора да го води бродот, да има нешто од сите, незамисливо да е непливач, незамисливо е да нема појма од веслање, например. Помалку талентиран и незамисливо да е со помалку знаења од нив. Ние денес имаме водачи кои што ги немаат, се просечни, можеби подпросечни, и со самото тоа, не само да немаат афинитет кон луѓето кои што се со повисок коефициент на интелигенција, поталентирани и со поголеми, пошироки знаења и хоризонти. Затоа тие чувствуваат антагонизам кон нив, сваќајќи дека самите припаѓаат на организам кој одумира и не можејќи да ја предадат штафетата на овие нови, витални елементи на еден нов организам кој кога тогаш ќе го надвладее стариот склеротичен и ќе си го добие своето заслужено место. Сега спомна преска дека и Борис, која е нашата теориска позадина или која е нашата основа од која што ние поаѓаме дека треба да правиме реформи или треба да правиме промени во образованието. Пак да се вратиме на вертикала хоризонтала. Значи, Саша преска, мислам дека спомна за време на пузата, дека има модели на образование кои што ако сакаме да ги менуваме од нашиот простоечки, може да преминеме на нив. Например, он го спомна, и јас, мојата дипломска работа на факултет ми беше дел за тоа, за образовниот систем на школата Баухаус, каде што е влечена теориската инспирација од Џон Дјуи,
го спомна, тоа е прогресивно образование. Еве да речеме дека, нели пошто сакаме тој збор да го користиме и сакаме да бидеме такви прогресивни, а не знаеме што значи зборот. Значи, прогресивното образование на Џон Дјуи било основата на која што се градени Баухаус, на која што се градени некои американски школи, приватни, Black Mountain College после тоа е правена на таа теоретска основа. Меѓутоа, Гропиус или оние кои што биле директори на Black Mountain College земале нешто од кое што после тоа они граделе. Ама граделе во суштината, во духот на тоа што го правеле. Значи, не застранува. Сакам да кажам дека доколку дали ние имаме дебата за каква, ние викаме имаме дебата за каква сакаме да образованието. И каква сакаме да биде образованието, секогаш зборува за некои си модификации. Јас сакам сладолед со ванила, ти секогаш сладолед со јагода. И тука дискутираме Пепси или Кока-кола. А не дискутираме дали сакаме, например, да биде прогресивно образование, дали сакаме да биде Перениално. Да, Како Сократ. Дали сакаме да биде такво платонистичко, значи со мудреци и книжевци. Бихеворијално постои, Да, например, на... сам се Според развиваш. мене тоа што го имам како искуство, ова промената со образованието е само пиер потек, да се сокрие, да се нашминка убаво промената на историјата во основните училишта, зашто тоа се случува баш у период кога има преговори со Бугарија и со Македонија. Тоа иако е во светот за теорија на заговор, меѓутоа е најверодостојно зашто се премногу баш у период кога има преговори Бугарија, меѓу баш во период се трга историјата да биде метнато. Сега пиар службата како да го сокрие личниот имидж на Мила Царовска, а ќе го направиме да биде образовни реформи, за тоа што повеќе предмети ќе ги спојуваме воедно, ќе направиме образовни процеси, ќе биде критички, и тоа се е пиар служба, затоа што она функционира така, она не функционира, например, утре да стане актуелно, не знам, шедат луѓето по каки, она ќе промовира право одење по каки, ме разбираш. И кога се водиш трендови, не се води по пат на грешиш секогаш. Не само тоа по тренд, туку се води по пат, не се води по пат на слободна мисла, рече, значи она и секој просечен човек да е. Слободниот човек создава, не се води по тренд. Тоа не е проблемот со луѓето кои што денеска се нарекуваат најпрогресивни дека се. Они викаат дека ние сме прогресивни авангарда, тоа е најголемиот оксиморон на сите времиња. Човек кој што копира се од некого, себе си се нарекува авангарда. Тоа е оксиморон. Очи со другото. Че став оригинално. Помодарски човек вика дека е авангарда. Тоа е контрадикцијата најголема според мене на оние кои што имаат купено митот за прогресот. Митот за прогресот, ако што реков, ние викаме прогресивно образование, не знаеме што значи прогресивно да се биде. Значи, ти можеш да му налепиш етикета на човек дали е прогресивен или конзервативен или било каков, или либерален, или не знам, либертаријанец или не знам што, без при тоа да знаеш дефиницијата позади тоа што стои. И сега тоа сакам да кажам дека ние ако само се водиме од стихиите, кај што ќе дуа ветерот, значи, ти тогаш не само што не си оригинален, туку ти кажуваш дека тоа што некој друг го открил е најдоброто и ние треба да слушаме тебе зашто тоа било најдобро што друг го открил. А поминува само низ твојата призма на разумот. Знаеш, како смешно е да се споредуваат било какви системи, образовни системи, поготово со нашава држава, кога ние немаме како држава право се. Значи, да функционирало тоа таму, кај нас нема да функционира милиарда па. Ама не реков ја дека физискиот модел да се функционира, тој не е никога што го кажува. Ама ние нема да дискутираме тоа. Ама тоа ме маца ако се прави компарација. Сега беше со Данска. Пиар. Македонија, Данска, брат, нема теоретска шанса тоа. Пиарот, што го спомна ти. Значи, тој пиар што прави? Нашата дискусија, значи ние се отвара тема во јавност. Еве, ние сакаме да дискутираме. И сега пиарот вика, ние ја отвориме тема, а во ствари не за да дискутираме, туку само за да отвориме. Само отворено, да. И сега викам, чипа, чекай малку. Како беше? Ние за разлика од вас сакаме да го промениме. Да. Ме разбираш? Тоа е разлика. Како беше имане да. Супер што отвори дебатата. Тоа дури несвесно баш не разбира. Имена реализација веќе ловито дезда што се им ги кажува на чужден фамора.
Во време на Груевски немаше ли дебата, сега Тоа дебатираме. е, да, тоа е. Чекаме, Пасе. ама не, знаеш што? И тогаш не се решава проблемите и сега не се решава проблемите. Значи не ми објаснува ти... Тоа е лажна дикотомија. Јас сум добар од мојот татко е добар од мојот татко. Тоа е лажна дикотомија. Значи тоа не го земам во обзир како сериозно. Самата дебата е добра. Значи самата дебата Ти подценува како треба да биде Ама дебатата мора да добра. донесе решение. Мора да донесе решение. Нема. Не може да дебатираме ние цел време, за са теме никој да нема решение, се исто рамно. Да. Се колку дебатни емисии има телевизија. За сите работи. Да, за сите. Колку пати се решават работите? Ни една нема. Да. Па што дебатирате, бе? Да. Зашто дебатирате? Не, пази, зашто? Тој е За да заврти, безкрајниот за да случај на екзистенцијата на конформистите. Значи, конформистот никогаш не се обидува не само да најде диагноза, правилно да ја постави, да трага за терапијата, туку не се обидува да излезе од комфортната зона. Да. Од зоната на комфорт не се обидува да излезе. И затоа конформистички авангардист е оксиморон сам по себе. Значи, Ама знаеш како? авангардистот е без компромис. Само. Ја би бил мацу прагматико Македонија. Кога конформистот излага, он гледа другиот конформист ако излага што му се случило. Прилучи, например, дека треба да се повлече, што видам како другиве 10 на страда. А не да мисля, чека, ако ние на ти 10 на страда на тој случај, дека пробам на овој 11 начин по моја. Че треба да мислите позитивен начин, прогресивен начин, да го смисли начин како он може да излезе од комфорт, а не биде како останатите предмети. Да. Во времето на имена анекдота, во времето на Хитлер, кога се убивал, нели, кога се тргал, јас сум евреин, мене нема ме фатат. Мене сум некако дошло него и другите рекла, извини. Јас сум ова, јас сум тоа. Да. На крај дојдов. На крај дојдов. Да, на крај. Тоа не го разбереме зашто конформистичко општество не може да го разбере тоа. Ние не сме конформистичко општество. Ние сме брат под некоја страшна контрола, ама веќе и народот сам по себе станува веќе нихилистички да се размислува, да му биде сеедно што ќе се случува. И затоа луѓе во соцсвета што не менува ништо. Тој младенец и тој човек што не се отсвива него очево, тука му очево, не се менува ништо, значи се стрчи мртва точка. Лоше само како вика како што спомнавме Матеков на подкастов, оди во се полоши положува само. Ништо подобро не се сменува. Значи од тоа негде кога сме пиле, оди поштеш, брато чека да го поправиме, не го поправиме, аже толку нека си тече. Да, значи, Не може да бъде така. Значи, ако нешто кажеш дека е добро, како еве сега кажуваме дека Финска била добра. Мојот професор пак ја спомнам Солунчев, имаше најавна дебата кај што беше за реформите во образованието. И он тука многу добро влезе во парадигма. Он вика едната страна вели реформите во образованието ќе го подобрат високото образование. Реформите во образованието ќе го подобрат високото образование. Тој вели дека таа мантра била таму беше тогаш од страна на тие кои што сакаат да направат тие реформи со државниот испит. Вика, ова ќе го подобри државниот испит, ќе го подобри образованието, државниот испит ќе го подобри. Држиш теза што самиот не си веруваш. Значи, и тешко е човек кој што самиот не си верува во својата теза да одбрани. Не може да одбрани. Затоа не може да има дебата. Затоа што тој што ја брани тезата, што ќе ти каже? Он не верува. Значи не може нормално дека нема да сака да има дебата, зашто тој нема да верува. И сега ние сме тука соочени со еден многу битен момент. Ако не може некој да те подбие со аргументи или ако не може да дојде на теренот на слободните идеи да дискутира. Што ние сакаме се трудиме да биде тоа така и сакаме така да дискутираме. Па и нека победи другата идеја. Да. Финскава идеја, лажна финска. Да ги представиме само да. луѓето. Ама затоа што во агората на идеи идејата може една идеја може да испадне посилна од другата. Да. Ако е во агората на идеи. Брат, што размислува чисто, што размислува искрено, секогаш ќе се или ќе се спојат со идеите или ќе дадат компромис. И ги тоа работата што држава намерно за да не се постигне тој компромис, затоа што ако се воспостави тоа прогресивно, пак ќе речем, нив не има одговара да има прогресивно образование. Не, види, само заради тоа што прогресивно, класично образование не е одговареност. Нас мора би уништено ова. Само заради тоа што се ставени термини помодарски, како сексуално образование и јога, не го прави нешто да биде напредно. Нив не има. Тоа е логична грешка. Значи не може ти да кажеш дека нешто е напредно, зашто некој збор звучи како да е од 21 век. Значи и прогресот за кој што, да речеме, ако се залагаме за прогресивно образование, прогресот што треба да го донесе тоа прогресивно образование, треба да се види. А не може ти да кажеш,
Ние прогресот го носиме со само тоа што го налепиме етикета. Да. Ти мора да видиш што прогресирало, Ова што што напреднало напреднало. прогресивно, ова мора да се спровери. Патриоти, дека се прогресивци, Да. дека се, не знам, дека сакаат Левичари, добро. десничари, Да. Не значи дека нивната природа е таква. Пак се навраќам ова за природата, Стигаме до ракоvodниот слој. основа, ниту во ВМРО се десничари што знаат што се десничари, ниту во СДС се левичари што знаат се. Ве не знам како се декларираат СДС веќе. Да. Не знам. Тоа е недостигот на образование што Саша го кажуваш. Значи сега вика ние имаме фински модел и тој фински модел го прави образованието посовремено или понапредно или подобро. Не мора да се Логичка грешка е дека нешто што е понапредно дека е подобро. Може да има Платон е подобро од некој што денеска живее. Значи, првиот феномен е овој антагонизам крајно природен на овие луѓе кои што реално доаѓаат од масата, од дното, и самата маса ги произведува да се раководители на едно општество кое што е во основа охлос. Значи на дното. Охлосот го осуди Христа, викаше Растников. И беа потребни неколку века за Константин да го совлада охлосот, тие хаотични страсти, и тогаш може и демосот, и благородното, и возвишеното да си истигнат. Не е можна демократија без ред, најконкретно. Например, дали Византија била монархија, република, не знам, демократија, аристократија, се била. Нам ова ни е тешко денес да го сватиме. Значи Византија е наследник на Римската република. Јасно дека е административно општество. Да, многу од друга страна е организирано монархија во исто време, затоа што еден е на првот, како што ние сме имали републики во кои што еден човек бил со диктаторски, например, овластување. Па и Наполеон е император на Француската република. Денешните... Мисли дека е контрадикторно? Не, е контрадикторно е, кај денешните еднодимензионални луѓе. Не е контрадикторно кај луѓето кои што завршиле школа на мудроста, кај некој мудрец. Апсолутно, значи, тоа сакам да кажам дека нашиот прв проблем се овие еднодимензионални луѓе кои што се суштински противници на било кој креативен концепт и креативен поединец. Браво, да. Вториот наш проблем е дека ние сме наследници на минимум 150, ако не и 2 века. Ако видиме, например, грчкото образование, почнува исто во рушевините на Отоманската империја, земајќи елементи што од Волтер, од Француската револуција, значи во мукрите на 19 век. Ова е ослободувањето на балканските народи. Во Русија исто слично имаме ослободување на кметовите, во Полска, значи цела источна Европа има веќе склеротичен образовен организам. И не само образовен, културолошки. Ништо ново денешната руска интелектуална елита нема да дема. Кај ни види од нов Достоевски, кај ни види од нов Толстој, кај ни види од нов Пушкин. Ако тие не се способни, ни овие овде, ни оние кај Балтик, нема да се способни да дадат. Ние мора да се соочиме дека овој организам, кога тогаш ќе умре, полошо е, затоа што на 75-80 годишен човек, логично е да му е се полошо и полошо. Ама, извини само, 20-30 годишен човек, например, еден наследник на престол, едва и чека да умре тој прастар геронтократ, крал, за да го наследи, да даде нова енергија. За секој Филип има Александар. Да. Сакам да кажам дека не може сето знаење да е скоцкано на некој поим. Значи, кога се каже финско образование, ја кога ќе помислам, они кои речат дека тоа е најдобро, мене знаеш што ми иде каква асоциација? Дека таму е Александриската библиотека. Дека таму е сето знаење на светот. Што е нелогично. Сега ти ми кажеш дека тоа било најдоброто, чекај, ама за тебе најдобро што значи да има јога и сексуално образование. За мене најдобро значи да има знаењето што имало во Александриската библиотека, например. Така да твојот концепт за најдобро образование и мојот концепт за најдобро образование очигледно имаат различни ги поимаме. И така, ако поидеш ти од аспектот дека Финска има најдобро образовен систем, Финска има најдобро образовен систем за Финска. 85 годишен старец нема да се помлади ако зема, не знам, рецепти од други луѓе. Пак е 85 години. Ајде нека поживе уште некоја година, еве со чистење на крв имаме таму разни рецепти. Ама пак прашање е до кога? Ајде до 95 нека. Во превод ние не градиме општество, образование,
функционално за нашите потреби во држава како што треба и Нито пак за човечките со потреби. човечките потреби. Значи имаме човечки потреби кои што се важат за сите луѓе и за сите нации. Имаме и специфичен културолошки контекст македонски, тука што е, кој што треба да го познаваме. Има луѓе што го познаваат, не знам зашто не се консултираме луѓето што го познаваат менталитетов, обкружувањево, контекстот. Што не ги интересира. Да, тоа сакам да кажам. Ама ако веќе сакаш да направиш, како што реков, има човечки фактори што треба да ги земеш во обзир, општи, има конкретни фактори што треба да ги земеш во нашиот даден контекст, држава, време и така натаму. Ништо од тоа не е земено во обзир, туку само неидентификуван летачки објект влегува во држава. И сега, и затоа е смешно, гледам дека многу од дебатите, смешно е да се дискутира за деталите на финско образование. Како може јас да дебатирам за детали на некој образование таму, кое што ќе ми треба мене можеби 5 години да го совладам како стигнавме до таму, ја да го дискутирам само месец дена, дали било добро, дали било лошо. Има начин на кој што тоа образование е стигнало до таму да биде такво или успешно. Така е, во основа потребите на општеството што Да, почнува тогаш. Да. И затоа напредувало. Кој пат, да. И финското образование напредува зогосно финска денес. Не можеш тоа финска денес да го земеш ту Македонија денес. Или финска во 80-ти. Значи од финска во 80-ти до финска во 2020 има размак во кој што тоа образование напреднало во ова сега што е. Значи они не дошле од неандерталци во Царот сака да го реши проблемот со образованието, прво нека тргне на начин како функционира партијата внатре во СДС и ВМРО исто. Па таму нека тргнуваат тоа се симптоми на Ама они тој систем на функционирање во партијата го земаат како врховен, па они го пресликуваат само во администрацијата, исто. Мораме да излеземе. Затоа реков сиот организам е болен. Значи, политиката, образованието, културата се димензии на тој организам. А сиот организам, народниот организам е болен во целина, што народот е многу постар од оваа конкретна инкарнација.